Договорот за добрососедство и пријателство со Бугарија ќе биде ратификуван до крајот на годината, рече премиерот Зоран Заев во интервју за бугарската национална телевизија БТВ. Тој вели дека Македонија и Бугарија не се само пријатели, туку дека станали и сојузници. Премиерите на Македонија и Бугарија договорот за пријателство, добрососедство и соработка го потпишаа на 1 август во Скопје. Јас ја предадех затворена Македонија кон Европска Македонија. Заради тоа што сите критици кои што беа, кажуваха дека се случува некое предавство на Македонија, дека Македонија ќе загуби од тај договор. Еве поминаха неколку месеци, Македонија само добива, оде напред, ние не изгубихме ништо. Буквално тај договор е нешто кое што сите модерни земји склучуваат такви билатерални договори кои што гледат на бъдештето. Растеретени политичари се должни да им отворат бъдеще на своите граѓани. Во однос на историските прашања што ги засегаат двете земји, Заев рече дека во учебниците веќе не се говори за бугарскиот фашистички окупатор и дека македонското општество го осудило уништувањето на споменикот на Кајмакчалан, зашто тоа предизвикало страдање кај бугарите. В Македонија има повеќе националности, една од националностите е бугарската националност. Имаме ние наши граѓани кои се мои лични пријатели. Ние сме секој ден со них. Јас имам во мојата партија хора кои што се декларираат како бугари, ние тоа го почитуваме комплетно. И за дело на она што зборувавте за бугарски фашистички окупатор, не ни е требало пријателството со Бугарија во дело на договор за сотрудништво и соработка со Бугарија. Во Струмица имаше една плоча на која што пишуваше тука за ги наеден наш јунак од бугарски фашистички куршум. Тоа е избришено и е напишено од фашистички куршум. Например, уште многу години пред договорот да биде. Во интервјуто за бугарската национална телевизија, премиерот Заев зборуваше и за својот став во однос на долгогодишниот спор со Грција за името. Јас верувам дека и веќе и Грција ги омекнува своите позиции, заради тоа што не е лесно и Грција да биде со неколку вида на проблеме. Она кое што го очекувам е да имаме меѓусебно разбирање при наоѓањето на решението на овој проблем. Како што докажахме с Бојко Борисов дека не ни треба трета страна да дојде тука да не гмече, да не притиска, да најдеме решение. Не. Лидерите изнаоѓаат решение кое што е добро за граѓаните. Јас истото го очекувам да се случи со премиерот Ципрас. Договорот кој е потпишан на македонски јазик согласно Уставот на Македонија и на бугарски согласно Уставот на Бугарија предвидува поддршка на Софија на евроатлантските аспирации на Скопје, соработка на билатерален и мултилатерален план, унапредување на транспортните врски и комуникации, олеснување на царинските и граничните формалности.